И ни преостанува уште една убава тема на која што ќе ни гостува и последниот гостин кој што веќе го најавивме за ова утро, Ѓорги Пулевски, магистар Ѓорги Пулевски, програмски директор на Филозофскиот филмски фестивал 16-ти поред. Ѓорги, добро утро, добре ни дојде. Добро утро, фала на поканата. Драго ми е дека доаѓаш од мојот град, од Битола, и се што е поврзано за Битола некако веднаш ми изнудува голема и широка насмевка, така да, а и по битолска линија, па да те поканам пред да си го почнете разговорот, односно да те понудам, што од нашата скромна понуда, кафе, македонско кафе, битолско кафе, ако сакаш и битолско ќе измислиме, имаме кафе еспресо или чајче. Ајде, пошто спомнавте битолско кафе, ќе го пробам Не тоа. можеше да одолееш. Одиме со битолско кафе, со шекер или без? Без шекер. Без шекер, одлично. Браво, убав бовет, јас можам да ве оставам и по битолски да се зборувате. Не мора да толку ќе не критикуваат. Знаеш како деновиве многу осетлива е работата меѓу вардари и останаците, така да не поттекнуваме на лоша расправија. Добро. Да си почнеме со разговорот. Ете, Сузе го најави нашиот втор и последен гостин за денешното издание на утринската програма Добро утро секое утро. Јас само ќе се надобрзам. Ѓорги има дипломирана психологија, меѓутоа има две магистратури. Едната е на програмски менеджмент во Англија и другата е политички науки на релација Скопје-Будимпешта. Значи имаме сестран човек овде кај нас овде во студиото. Битолчани би рекле убодете. Убодете, ете битолско дете, така. Ке кажам дека Ѓорги во неврзан разговор, значи имаш многу професии. Сега во моментот си програмски директор на Филозофскиот филмски фестивал, кој што впрочем не е и тема, меѓутоа работиш и на читачки клуб, основаш си на дебатно кино, ама сето ова ќе го оставиме за наредна прилика, бидејќи да си ги искористиме квалитетно минутите. Поводот е од 21 до 28 мај, по 16 пат оваа година ќе се случува Филозофскиот филмски фестивал. Има интересно мото "Слобода во слободен пад". За почеток да ни објасните за мотото. Мотото на фестивалот секогаш произлегува од програмската линија на фестивалот, но и контекстот во кој живееме. Ова годинешно мото е едно одбивање да бидеме пасивни субјекти кога тонеме во еден слободен пад. Тоа чувство на тонење произлегува од можеби глобалните проблеми, војна, геноцид, технолошки корпоратизам, но и манипулација со вниманието и желбите, и сето тоа постепено станува еден нормализиран дел од нашето секојдневие. Секако тука и некое национално чувство на можеби ерозија на довербата во институциите и слично, што ете придонесува за тоа севкупно чувство. Но нашиот одговор е дека и во таков моментум ние можеме да најдеме на слобода. Политичката филозофија дава некои можности за како ете во такви кризни времиња да направиме некои мали оази на одишка, за да повторно ја вратиме довербата еден кон друг и довербата кон заедницата. Ние нудиме некои програми, ете фестивалот, како некои места, зони на критичко, креативно мислење, поттикнување на имагинацијата, емпатијата, солидарноста. И сето тоа се надеваме дека ете ќе направиме да битисуваме како достоинствени и креативни луѓе. А па и да не успееме, вреди да се обидуваме. Так. И на крај ете да не успееме, јас би рекол да бидеме како оркестарот на Титани кој свирел додека бродот тонел. Ете така. Убава порака, убава мото. Од 21 до 28 мај сите љубители на филмот, филмската уметност ќе имаат можност да ги следат проекциите од 18 и од 21 часот. Центарот е, односно местото на случувањето е Младинскиот културен центар. Има те филмови во повеќе, има и ревијален и надпреварувачки дел. Ајде вие за сите селекции, јас да не погрешам нешто. Да, значи имаме компетитивна програма во долгометражните филмови, краткометражните филмови се дел каде што даваме награди. Главната награда е Златен був, кој се дава и од жири и од публика. Во долгометражната програма имаме 5 филмови кои се селектирани од нашиот селектор доктор по филозофија Кирил Трајчев, а во краткометражната програма имаме 15 филмови кои доаѓаат од 25 земји затоа што се кнели копродукции. Таму селектор е нашиот доктор по филозофија Дејан Здравков.
Покрај овие програми имаме и есеј филмови. Тоа се филмови кои што имаат еден да речам експериментален, контемплативен формат и треба малце терпение да се гледаат, би рекол, но се многу фасцинантни за мене. Таму селекторка ни е поранешната директорка, сега селекторка Ана Дишлиевска-Митова. Имаме и придружна програма. Таа програма е главно за документарни филмови, но и музички дел. Некојаш имаме изложби во таа програма. Овој пат имаме два фасцинантни бендови, би рекол. Фала ви многу. Наредниот пат на Корзо може да пиеме кафе. Имаме два фасцинантни джез бендови. Едниот бенд се вика Галактик Ефенди, тој ќе е на отварање после отварањето на фестивалот и филмот, и за затворање го имаме бендот Кокиче. Така да ете секој што сака да ги слушне тие бендови може да го посети фестивалот. Имаме исто така една за мене многу драга програма, едукативната програма кој работи со деца, значи имаме во таа програма 3 сегменти. Средношколска видеолектира во кој што средношколците кои посетуваат, кои слушаат филозофија секаде низ Македонија, му проектираме еден филм и потоа тие пишуваат есеј на тој филм. Имаме работилница со средношколци од 17-18 години, каде што со наш ментор, овој пат е ментор Стефан Палитов, учи заедно, ги учи децата како да го гледаат филмот, по длабоките елементи на филозофските длабоки елементи на филмот. Имаме философија со деца, во кој што нашиот ментор, доктор Мартин Поповски, работи со деца од 5-то и 6-то деление и ги учи, да речам помали деца, и ги учи не само на, да речам, филозофски длабоки елементи, туку и баш на некои социјални вештини, како што се емпатијата, разговор со другарчето, поопшти теми за што е добро, што е лошо, дали добриот човек е органски човек, дали се прави и слично. Тоа е едукативниот дел што мене пак ќе спомнаме, да речем, есенцијален дел на филозофскиот фестивал. И имаме ревијална програма и таа би рекол дека можеби најпосетена затоа што таму имаме најмногу гости. И ете сега, ако би ми дозволите, би ги спомнал тие гости. Секако имате гости меѓународни, така од странство, може да, го имаме професор, филозоф, мистик, тој се нарекува така, ни доаѓа директно од Рим, Адриано Ерколани, и тој ќе зборува за една филмска класика, истражна постапка против еден граѓанин надвор од секакво сомнение. Тоа е целосното име на филмот. Режисерот на тој филм е Елио Петри, тоа е еден многу познат италијански режисер, во кој што прави филм, би рекол еден спој на Бунјуел и Кафка, во кој што еден инспектор признава убиство, но системот не сака да го признае, не сака да прифати дека тој може да е убиецот, туку да во една перверзна смисла системот се штити самиот себе. Да, и Адриано Ерколани, нашиот гостин, ќе зборува инспирирано тој филм. Потоа имаме книжевницата Грацијата Насовска, таа ќе зборува за шпанската класика Ах Кармела на легендарниот шпански режисер Карло Саура. Потоа имаме професорката Дина Јорданова, која потекнува од Бугарија, но живее и работи во Велика Британија. Таа ќе зборува за филмот Јол, тоест Патот. Тоа е филмска класика од 82 година, кој што доби Златна палма на Канскиот фестивал. Ја имаме нашата ценета професорка Илина Јакимовска, која ќе зборува за филмот Ке умреш на 20. Тоа е филм кој доаѓа од Судан. Ете, за ние што немаме толкава честа можност да гледаме филмови и од тој континент, ете, ги поканувам сите да го проследат тој филм и излагањето на нашата професорка. И имаме двајца гости, Донат Којш, кој што е швајцарски продуцент, и австриската скрипт експертка Габриеле Зиндлер, кои ќе зборуваат за еден документарен филм за Юнес Гилмај. Тој е турски
познат режисер и ќе зборува за неговите филмови, за неговиот живот. Значи, Ѓорги, навистина огромна програма, секоја чест, се надевам ке стасате се во овие добро се испланирано во овие 8 дена. Да го споменеме на преварувачкиот дел, овде ке имате 20 на филмови, 15 краткометражни, 5 долгометражни, така. Да, така. И кои се наградите и каква е селекцијата? Знаете ли веќе кои се добитниците или тоа? Не се знае. Вечер имам состанок со жирито и ќе ги одредиме победниците. Жирито е меѓународно жири, составено од гостинот што го спомнав, Адриано Ерколани од Италија, Габриеле Зинлер, скрипт експертката, и нашата професорка Катерина Колозова, се тројца членови на жирито, и тие ги оценуваат филмовите по, да речам, два критериуми. Естетската и етичката вредност на филмот, но и филозофската длабочина, затоа што сме филозофски фестивал, мора тие филмови да имаат... Тоа сакав да прашам, што значи филозофски фестивал? Дали ќе има, дали секој филм содржи филозофија, дали гледачот треба да си ја извлече за според себе својата, односно филозофијата од филмот, ќе имате дебатирање после тоа, како е замислено? Да, па како што спомнав, ревијалната програма е секогаш со излагање од гостинот после филмот. Значи, филмот мора да е филозофски поратен, за потоа гостинот да се инспирира и да направи едно излагање, да речам така, мини академско излагање, и потоа се отвора киносалата како една, да речем, мини агора, во кој што секој може да каже нешто, да спротистави или да се согласи со некое излагање и мислење и слично, и затоа тоа нас ни е битно за да го задржиме тој дебатен формат, но и да го стимулираме тоа критичко мислење. 16-та година поред, значи дека навистина има интерес за сето ова, за овој фестивал. И сакам да позборувам малку и за основа сте на дебатно кино. Да. Што значи тоа дебатно кино? Да, и па тоа како што спомнав сум еден од основачите, има повеќе. Тоа започна пред 10 години во Битола. Ете, како што спомнавме претходно во еден неврзан разговор. Ние сакаме, секогаш сме сакале во Битола да сме во тек со културните настани, и ако нема културни настани, ќе ги создадеме сами. Да ги измислиме. Да, ќе ги измислиме. И ние одбиваме да ја прифатиме реалноста дека се е црно и слично, имаме и одговорности во нас, а имаме и желба и ентузијазам да направиме нешто. И тоа е проект што започна токму од ова желба, за да сами се преведуваме филмови, сами ги проектираме и потоа со публиката ги дискутираме филмовите. Така да и дебатното кино, и филозофскиот фестивал се специфични по тоа што кога излегуваш од салата после филмот, имаш повеќе прашања од колку што си имал кога си влегол. Да, ама ние сметаме дека тоа е есенцијата и на добриот филм и на добрата филозофија. Јас сакам да прашам, само се извинувам што ќе... Да го кажеш, Суза, ако може и оној момент за Битола, бидејќи го споменавме пред да почнеме со разговорот. Да, во Битола се знае, општо познато е дека особено кога станувало збор за театарската сцена и за публиката која што со години ги следела премиерите, таму се знае дека 2 децении, 3 децении наназад точно се знае кој седи на први ред во 6-то и 7-мо место или на 5-ти ред во 2-ро и 3-то седиште. Единствено смртта можела да ги оправда ако видите празно столче. Значи, да, ова е можеби малку неубаво што го споменав, но таму со години никој на премиера не доаѓал случајно, ниту пак нова публика можела да се види на тие ограничен број на столчиња, така да битолската публика од многу одамна е позната како гладна за културни настани, филмски, театарски, музички случувања. И јас сакав да се надоврзам на вашиот разговор и да прашам дали на сите овие проекции, Ѓорги, е ограничен бројот на луѓе кои што можат да ги следат и да, ограничен е по однос на седишта, колку што дозволува салата, толку е просторот, толку и може да се купат и карти да учествуваат, нели, гледачите во проекција. Картите веќе ги има во продажба? Да, картите може да се купат пред самата проекција. Значи најдобро е луѓето што сакаат да присуствуваат на настаните да дојдат 10 минути порано, да купат карта и тоа е тоа. Одлично, да.
Добро, имаме уште малку време, да не кажавме нешто, мислам дека сите ги споменавме, 5 долгометражни, 15 краткометражни филмови, тие се во надпреварувачкиот дел. Имате и работилници, кажавте, каде што може да се вклучат и најмладите, и повозрастната публика. 18 и 21 часот се проекциите, 10 на 15 минути претходно се купуваат картите. Точно. Интересот, бидејќи 16-та година е поред, предпоставувам дека од година на година расте. Да, си имаме и стална публика. Би кажал накратко долгометражната програма, затоа што се 5 филмови, па така би кажал збор 2 за да ги заинтересирам малце повеќе гледачите. Значи го отвараме фестивалот со италијански филм кој се вика Друг крај, и тоа е една дистописка драма за технологијата и задгробниот живот, дали технологијата може да го поништи или да го врати животот на мртвите, вака парадоксално кажано. Потоа имаме португалско-бразилска драма, споменот за мирисот на нештата, за драма која опфаќа теми како старењето, простувањето. Го имаме шпанско-италијанскиот филм Тугинка, преку очите на една млада дама гледаме како се носи таа со траумата и конектирањето со блиските во тие моменти на траума. Го имаме филмот на познатата унгарска режисерка Илдико Енједи, филм кој се вика Тивкиот пријател, и е филм за нашето спознание, за свеста и за комуникацијата надвор од рамките на човечкиот јазик. Така да ги поканувам сите луѓе што се заинтересирани за вакви филмови. Ретко се имаме прилика да ги гледаме кај нас. Ги посакувам да не посетат. Не треба да се филозофи, не треба да се дебатери, не треба да се синефили, треба само малку да се љубопитни. И да си сакаат да гледаат филмови, нели? Апсолутно. Да. Да го споменеме тимот, бидејќи вие сте програмски директор, меѓутоа не стоите само вие позади ова, имате цел еден тим кој што работи на ова навистина богата програма, и вие веднаш штом завршувате со 16-тото ќе почнете со подготовките за наредното 17-то издание, бидејќи кажавте навистина, јас не попамтив се, меѓутоа навистина многу гости, многу учесници, многу филмови, има навистина ова многу работа. Да, апсолутно, ова нема шансе да се направи ни со 5 ни со 10 луѓе, потребен голем тим кој работи па скоро би рекол 10 месеци. Така да се подготвува изданието, после самиот старт може би има 1 месец одишка и потоа се мисли за наредното издание. Значи ги спомнав тројцата селектори, Кирил Трајчев, Дејан Здравков, Јана Дишлиевска-Митова, го имаме финансискиот директор Љупшо Митковски, ги имаме односи со јавност Андреј Медич Лазаревски и Марија Велинова, имаме кино сала менаџер и координатор на волонтери Моника Зафировска, имаме имаме Виктор Јовановски кој е, да речеме, едно швајцарско ноже кој што работи многу работи. Го имаме Слагјан Пенев кој главно работи дистрибуција на филмови и ја помага ревијалната програма, така што има многу луѓе кои работат на фестивалот макотрпно. Ова нема тука големи финансиски придобивки, повеќе еден ентузијазам, верба и да речам желба за едно подобро и поеманципирано утре на заедницата. Така. Одлична порака како за крај. Уште еднаш да ги потсетиме сите љубители на филмот, 21 до 28 мај, Младински културен центар, проекциите почнуваат 18 и 21 часот, 16-то издание на Филозофски филмски фестивал. Ѓорги, чест ми беше што беше ова утро заедно со нас, со нашата публика. Следна прилика ќе зборуваме за читачкиот клуб, кој што вреди да се спомене. Така, благодарам многу. Ѓорги, после шпицата јас и ти на битолски малку ќе си се ослободиме во муабетот, сега вака и не смееме. Благодарам многу и честитки за сите нови настани, нови проекции.